Деновиве бевме сведоци на низа постапки во политиката кои ни доведуваат до една навистина сериозна размисла, дилема и дискусија за тоа што е суштината и целта на нашето политичко делување како одговорни личности, што е тоа што е наша одговорност и што е тоа што треба да го правиме како личности кои се борат за подобро на граѓаните на Република Македонија. Некогаш успеваме во нашата цел. Некогаш успеваме да сториме нешто подобро со некоја мерка, реформа, закон, иницијатива и сме горди на тоа зашто знаеме дека носи добро. Некогаш и не успеваме иако сакаме, заради најразлични причини. И за тоа има дискусија, честопати проследена со навреди и клевети, кои за жал станаа составен дел од политичкиот вокабулар, без при тоа да се води сметка дека за тие навреди и клевети страдаат аргументите, граѓаните и нашиот углед. Ова го говорам за да дојдам до мојата крајна поента, а тоа е дека последните постапки на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се веќе нешто што не само ја деградира професијата политичар, туку и демонстрира една крајно несовесна и неодговорна постапка, која не загрижува и која мора да престане и на која ние мора гласно сите да се спротивставиме. Прво, тоа што господинот Црвенковски предаде документ кој е класифициран јавно на емисија пред цела македонска јавност е нешто што не може никој да го оправда. Колку и да бара креативни начини на оправдување, колку и да му е драг Црвенковски, дури неговите најблиски соработници убеден сум дека не се согласуваат, а тоа што не му соопштуваат, тоа е секако нивни внатрешен партиски проблем. Тоа е постапка без преседан и не се случила никаде во светот. Второ, целта на Црвенковски е во неговиот познат манир да внесе смут во македонската јавност, да фрли прашина во очите, демек покажува нешто страшно и опасно што ќе треба да му амнестира целата негова погубна политика за името во изминатите 20 години. И со нервозно и мелодраматично мафтање на документот, но и што е најважно, искривувајќи ја содржината на тоа што го пишувало внатре, се обиде по кој знае кој пат да ја излаже македонската јавност, велејќи дека во предлогот од 2005 година има македонски како назив за нацијата и македонски како назив за јазикот. Излажа со цел само за да го оправда тоа што прифатил предлог кога не требало да се прифаќа, односно откако Грција претходно го одбила истиот. Трето, Црвенковски имаше една крајна цел, и тоа е тоа што е катастрофално и што во целост ја демаскира неговата личност и покажува зошто веќе и неговите најблиски соработници бегаат од него. Тој покажа дека е подготвен да манипулира со документ кој по закон немал право да го поседува. Тој ова го направи намерно и сакаше со ова да предизвика момент кога ќе може да глуми жртва во пресрет на митинзите на СДСМ, да глуми чесен и обесправен политичар кој е жртва. Па сега си најде муавет за на митинзи, очекувам дури и да вика, мавајки се во гради, ајде дојдете, апсете ме, глумејки дисидент. Дури и кога сите знаат дека тој е само Бранко Црвенковски. Освен тоа што се отвараат прашањата од каде се нашол тој документ кај него и да се посочи неговата морална и политичка одговорност. Мора и ние да не премолчиме на една реченица што го отсликува неговиот карактер и не му е прв пат да ја каже. Мене ич око не ми трепнува. Рече Црвенковски за прв пат кога беше обвинет за скандалозната афера Надеж, во која беа обвинети неговите најблиски соработници за скандалозни набавки според кои една страница хартија чинеше неколку илјади евра. Се сеќавате на онаа негова вулгарна реченица со која ги навреди стечајните работници, поточно сопругите и целокупните семејства на стечајците во сомнителна состојба на сред митинг во изборна кампања. Не беше доволно што ги остави луѓето на улица и без парче леп, туку и ги навреди на беден и срамен начин. Во суштина само покажа колку слаба личност е. И сега повторно слушаме од истиот Бранко Црвенковски, мене ич око не ми трепнува. И тоа го кажува откако со право македонската јавност го праша од каде се најдоа тие документи кај него и зошто се расфрла со класифицирани документи во јавноста, па уште и лаже за нивната содржина, а и одозгора сите ние сме криви за тоа. Сега му се криви медиумите зашто поставуваат легитимни прашања на кои тој нема одговор, па најлесно е да ги нападне и да се обиде да ги омаловажи, но нема одговор со аргументи. Сакам на крајот да му се обратам на господинот Црвенковски директно. Господине Црвенковски, со оваа пресконференција не сакам да ве прозивам што го сменивте името на земјава во бивша Југословенска република Македонија и што не излажавте сите нас дека таа референца ќе трае само 2 месеци. Не ве прозивам и за тоа што го сменивте знамето и уставот на Македонија.
Не ве прозивам за тоа што за прашањето за името имате кажано толку многу различни позиции, што веќе ни вие, ни вашите најблиски кога ќе ве прашаат на пресконференција, не знаете кој е вашиот став за ова прашање. Не ве прашувам ни за криминалните приватизации што се спроведува во ваше време. Не ве прашувам за олигарсите што ги создадовте, паралелно со армијата на 200.000 невработени што ја создадовте. Не ве прашувам за шверцот на цигари и алкохол, за почетоците на рекетарството во Македонија и хард рок, ТАТ, Алфа-С, Лавци, самоубиствата на честни луѓе што ги прелажавте, атентатот на Глигоров или било каква ваша улога во конфликтот од 2001 година. Или како поседувате класифициран документ кога не смеете, или зошто одлучивте да манипулирате со јавноста и на вака неодговорен начин да се однесувате и да се играте со политиката како да сте во кафеана. Туку ве прашувам само една работа. Зашто вам, господине Бранко Црвенковски, ви трепнува око во животот? Господине Црвенковски, јавноста можеби може да ви прости недостоен речник кога ги напаѓате Никола Груевски, Зоран Ставрески, ВМРО ДПМН. Но вчера, со реченицата што ја кажавте ич око не ми трепнува, вие направивте многу поголем греф. Го исплукавте функционирањето на правниот систем, ги омаловаживте институциите на државата и се обидовте да ја понижите Република Македонија. Но треба едно да знаете. Плукавте нагоре, бидејќи институциите, правото и државата се над сите нас, политичарите. А кој плука нагоре, да ве подсетам, ќе се исплука самиот себе си. Благодарам.